Повеќе од една година лицата со хемофилија живеат во голгота поради недостиг на лекот фактор 8. Уште во мај минатата година, кога беше раскинат тендерот за овој лек, лицата со хемофилија постојано добиваат ограничени количини од фактор 8. Едно лице со хемофилија, наместо потребните 30.000 единици месечно од овој лек, тоа добива само 7.000 единици месечно. Поради ваквите кратења на лекот, дел од лицата со хемофилија се принудени да живеат врзани за кревет под секое човеково достоинство. Со Институтот за трансфузиона медицина раководи директорот Амир Елези, поставен од владеачката коалиција, кој повеќе од една година не успева да го набави лекот фактор 8 во потребните количини. Уште во јануари, на седница на пратенички прашања, Левица алармираше за состојбата кај лицата со хемофилија. Тогаш добивме одговор од страна на заменик министерот за здравство дека лекот фактор 8 ќе биде набавен во потребните количини и лицата со хемофилија може да бидат спокојни. Но за жал, лицата со хемофилија повторно алармираа до Левица дека лекот фактор 8 го нема во потребните количини. Нечовечно и нехумано е лица да молат за лек во држава каде се трошат милиони за авокадо и аспарагус. Левица прашува: кој ќе ја сноси одговорноста доколку кај лицата со хемофилија настапат животно загрозувачки последици само заради неспособноста на директорот Елези да го набави потребниот лек фактор 8?